И за празничниот викенд, кога главниот град по правило е полупразен, бидејќи повеќето граѓани или се дома, или го празнуваат Божик и надвор од државава, воздухот и денеска е неподнослив. Струмица се најде меѓу најзагадените. Од скопските општини Лисиче повторно е лидер со рекордна загаденост на воздухот. И покрај секојдневните алармантни податоци, надлежните празнуваат, а конкретни подолгорочни мерки се уште нема на повидок. Струмица го стигна Скопје и е прогласен за најзагаден град во изминатово деноноќие. Во центарот на градот биле измерени 670 микрограми на кубен метар отровни честички во воздухот. Екстремно загадено беше и во главниот град. Високи концентрации покажаа мерењата на сите мерни станици. Во Лисиче биле измерени максимални 584 микрограми на кубен метар, а кај ректорат PM10 честичките синоќа се искачиле до 362 микрограми. Во Карпош биле измерени 313, 250 во Газибаба и 202 во центар. И утрово не беше ништо поразлично. Во Лисиче беа измерени 213 микрограми, 192 кај ректорат, 156 во центар, 150 во Газибаба и 139 микрограми во Карпош. Од коалицијата за чист воздух О2, каде членуваат повеќе невладини здруженија, вела дека депонијата Дрисла била една од главните загадувачи на воздухот, за која веќе има прекршочна постапка и е казнета со 8500 евра. Според Ели Пешева мора да се стави крај на ваквите диви погони да престане да се пали отпадот, зашто бил еден од најголемите загадувачи во воздухот. Еден од загадувачите се покажа дека е депонијата Дрисла, која што несоодветен број на часови уништувала медицински отпад, што значи дека е добро што инспекциите се конечно на терен и може да се утврди кои се главните причинители. Инаку по сите стратегии, по сите анализи кои што се правени, веќе ги знаеме кои се загадувачите. Тоа е една за Скопје лоша комбинација на работата на индустриските капацитети, на диви или полудиви депонии со несоодветно горење на различен тип на отпад, сообраќајот и грејењето на домаќинствата. Сега во овие празнични денови во кои што и нема толку интензивен сообраќај, но имавме коледарски огнови. Се не можеме да кажеме дека загадувањето се должи на огновите на отворено, но сепак имаат одреден дел вина, така да кажеме, во покачувањето на вредностите. Од коалицијата О2 ги повикаа надлежните инспекции годинава да ги засукаат ракавите и навреме да реагираат за да не биде предоцна, зашто како што велат Скопје поради местоположбата, но и Македонија и тоа како се гушат во смог. Инаку фокусот на надзорите за годинава треба да се однесува на индустријата што подлежи на А интегрирани дозволи, и тоа како цементарница, рафинерија, топланите и големите индустријски објекти. Ние како коалиција сметаме дека ни е потребно и да имаме точна анализа на тоа кои се загадувачите, и затоа инсистираме и работиме на еден концепт кој што ќе овозможи комбинирање на податоците од постоечките стационарни мерни единици, значи кои што се под Министерството за животна средина, со одреден број на мобилни мерни единици, кои што апарати кои што би ги вклучиле во комбинацијата на резултатите, и сето тоа да се искомбинира со една слика, така да кажеме, од воздух, односно да користиме резултати сателитски. Беше најавено при нашите средби во општините дека се размислува за набавка и на дронови, кои што ќе можат од воздух да го следат загадувањето, и многу полесно кога ќе се искомбинираат сите овие резултати да се дојде до лоцирање на конкретни загадувачи во конкретни делови на градот. И додека граѓаните се трујат во смог, од градот најавија мерки и за годинава, кои очигледно не се на дол крок и нема многу да влијаат за прочистување на воздухот. Вела ќе се воведува забрана за достава на стока во центарот на Скопје во периодот од 7:30 до 18 часот. Според нив, мерката ќе придонела за намалување на застојот во сообраќајот, а со тоа и намалување на штетните гасови. Во меѓувреме високи отчитувања покажале и мерењата на станиците во другите градови. Во отровен воздух се гушат и Битолчан и Тетовци, како и граѓаните на Кичево, Куманово и Кавадарци. А и оние неколку мерки кои ги воведе градот Скопје не се почитуваат на терен. За сега ништо од забраната. Наводно буквално врие од автомобили. Иако градот Скопје од пред еден месец воведе забрана за движење возила на патот до Средноводно, која ќе важи секој викенд и за време на државните празници, и тоа во еден правец од клучката за Сопиште до Средноводно и од паркингот кај манастирот Свети Пантелеймон до Средноводно, порталот Курир објави слики на кои се гледаат паркирани автомобили. Ова не е првпат на Средноводно да се забележат автомобили. И претходните викенди сликата беше иста како и денеска, што докажува дека мерката на град Скопје не се спроведува.